Председателе, почитувани претеници, почитувана македонска јавност, проектот за коридорите 8 и 10Д е историски грабеж наспроти заложбата на владата да го представи како историски проект од национален и стратешки интерес. Договорот на Груби и Ковачки со Бехтел и Енка е скандалозен по стотини основи. Законите се поминуваат на Комисија за европски прашања со европско знаме. Реакции за законите со европско знаме има од Европската Унија, од Канцеларијата на делегацијата на Европската Унија, од евроамбасадорот, од синдикатите, од јавноста и стручната фела. Власта е истрајна во намерите по секоја цена да започне со овој проект. Имаше свечено пуштање на проектот, донесена механизација, за да наредниот ден ја натоварат истата на камиони и да ја тргнат. Коридорот 8 е дел од паневропските коридори уште од 1994 година, а од 2021 година се смета за дел од трансевропската транспортна мрежа на Европската Унија. Сепак доби уште едно значење, барем на хартија. Министерот за транспорт Бочварски помпезно во Црна Гора потпишта анексна одлука што Европската комисија ја донела уште пред 2 години. Работниците се столбот на нашата економија и движечка сила на државата и поради тоа треба да имаат приоритет во градењето на идните политики. Тоа се зборовите на екс-министерката за труд и социјала Шахпаска. Дали е стратешки интерес на државата носење закони со европско знаменце на грбот на работниците и при тоа да нема никакво усогласување со европското законодавство спротивно на спогодбата за стабилизација и асоциација? Дали е стратешко значење и од јавен интерес владата да склучува договори кои се кријат од јавноста и во кои се прифаќа плаќање на пенали или трошоци, како што вели власта, пак на грбот на работникот и сите граѓани? Како претеничка група поднесовме 2 амандмани на овој предлог закон, но како по обичај мнозинството ги одби. Суштински не се менува ништо во овој закон од претходниот закон за работни односи, кој беше во април поднесен на Комисијата за труд и социјала. Инаку, сите промени кои што се вметнуваат во законите, поврзани со коридорите, пишува во законите дека се прават заради националното и стратешко значење на истите. Во членот 1 од став 4 од предметот за предлогот на законот за работни односи стои дека министерот за финансии во согласност со министерот за труд и социјална политика го препишува начинот и местото на исплата на платата на работниците кои ќе работат на проекти од стратешко и национално значење. Ова не е прифатливо на начин на кој што се предлага, бидејќи е спротивно со ставот 1 од членот 1 на Законот за работни односи, каде што е уредено дека исплаќањето на платата се врши согласно закон. Се предвидува за стратешки проекти начинот и времето на исплаќање на платата да се врши со правилник кој ќе го донесе министерот за труд и социјална политика. Доколку се прифати овој концепт на уредување на начинот на исплата на платата, се дава преголема можност на министерот самоволно да одлучува како ќе се исплаќа платата на голем број на работници кои ќе работат на овие проекти. Работниците ќе работат преку време на работа за стратешки и национални проекти, стои во законот, со претходно подпишена согласност за тоа. Дали е направена анализа која е возраста на работниците со кои располагаме во моментот, имајќи во предвид дека 12.000 градежни работници се иселени од државата, имајќи во предвид дека високо квалификувани работници се иселени од државата, имајќи предвид возраста на работниците, имајќи во предвид во какви услови ќе работат, надвор, на сонце, на ветар, на дожд и како сето тоа ќе се одрази врз здравјето на работниците. Сето ова може да допринесе и до несреќи на, не дај Боже, на работните места. Предложениот закон предвидува преку време на работа подолго од 8 часа во текот на една недела, подолго од 190 часа годишно.
кога се работи за работа од национален и стратешки интерес. Истата работа може да се заврши со вклучување на повеќе работници, да работат во смени и зошто во договорот Груби и Ковачевски не го зеле ова во предвид. Сменско работење и вклучување на повеќе работници. Работна недела од 60 часа ја става нашата земја на ниво на афричките стандарди, а секаде во Европа се намалува работното време, кај нас работното време е 40 плюс 20 часа прекувремена работа. Можни се и уцени од работодавачите на принципот земи или остави, имајќи предвид дека во законот пишува 51% од работниците ќе бидат од земјата, а останатото од надвор. Уставниот суд во јули 2022 година го укина членот 12 од Законот за утврдување јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурни коридори 8 и 10D, кој предвидуваше работното време да трае 60 часа неделно. Неговата примена го повредува правото на дневен и неделен одмор, стои во одлуката на Уставниот суд, норма за која Управен суд еднаш одлучил е коночна и никој не смее да ја враќа во живот со модификации. Предложените измени во Законот за работни односи во име на јавниот интерес не го оправдуваат кршењето на уставно загарантираното право за време траењето на работната недела. Непочитувањето на одлуката на Уставен суд е кривично дело. Инаку, 8 часа работно време е една од најстарите придобивки на работничкото и синдикалното движење уште од 1886 година, каде се избориле за 8 часа работен ден и поделба на денот на 8 часа работа, 8 часа одмор, 8 часа рекреација, образование и култура. Поддржување работно време повеќе од 40 часа неделно на годишно ниво е начин на поддржување на присилна работа без почитување на човековите права и човечко достоинство, не водејќи грижа за работникот како најважен ресурс на државата. Има и уште едно кршење на законите. Имено, кога некој ќе дојде на работа, да работи во Македонија, треба да добие одстранство, треба да добие работна дозвола и дозвола за престој. Тоа нема да важи за работниците од Бехтел и Енка, така што тие ќе можат да работат од првиот ден штом ќе стапнат на македонско тло, а тоа значи дека можеби и нема да ги добијат дозволите за работа, а некој што има нечесни работи и се инфилтрирал во работници на овој проект може да прави проблеми. Како што реков, ова е уште едно кршење на законите. Државата треба да се грижи за заштита на работничките права и човечкото достоинство. Државата треба потребата од работна сила да ја обезбеди не со енормно зголемување на работното време, туку со зголемување на бројот на работници, да не се ризикува и оптоварува здравјето на работникот. Инаку, синдикатите во консултации со уставни експерти предупредуваат дека се прави обид за заобиколување на законите. Синдикатите, и тоа Конфедерација на слободни синдикати, Конфедерација на синдикални организации на Македонија, Унија на независни синдикални и автономни синдикати на Македонија, во заедничко соопштение, осудувајќи одлуката на владата, предлог измените за коридорите 8 и 10 да се носат со европско знаменце. Велат, со оваа одлука владата не води грижа за животот и здравјето на работниците, туку единствено ги гледа своите интереси и интересите на нејзините стратешки партнери, жртвувајќи ги работниците и нивните семејства. Осуда за ваквите ставови и намери на владата стои во соопштението и кои биле доставени и од Европската конфедерација на синдикати, Светската конфедерација на синдикати, Европската федерација за градежништво и дрвна индустрија, Светската организација за градежништво, кои имаат повеќе од 300 милиони членови, кои рамо до рамо застануваат со синдикатите од Македонија. Благодарам. Има збор